Општинската организација на ВМРО ДПМН го обвини градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски дека се зацкрива зад младите од неговата партија. На денешната пресконференција од општинскиот комитет реагираа на обвинувањата на локалната СДСМ дека владеачката партија не ги исполнува ветените проекти. Во прилог пред медиумите беа презентирани проектите за кои од ВМРО ДПМН посочија дека се во фаза на реализација и имаат утврдени рокови. Проект рехабилитација на автопатската делница Куманово-Миладиновци. На страна 52 од изборната програма на ВМРО ДПМН 2014-2018 е наведено дека рок на завршување на овој проект е крај на 2017 година. Сега е 2015 година. Инаку сакаме да информираме колегите од СДСМ, како и кумановската јавност, дека реализацијата на овој проект, односно градежните активности, ќе отпочнат во февруари 2016 година согласно предвидениот план и динамика. Проценетата вредност на овој проект е 16 милиони евра. Проект изградба на експресен пат Куманово, граница со Република Бугарија, делница Ранковци-Крива Паланка, со можност за идно прераснување во автопат. Исто така, на страна 52 од изборната програма е наведено дека рок на завршување на овој проект е крај на 2018 година. Само за информација, овој проект е во фаза на изготвување на проектна документација, додека планирано е градежните активности да отпочнат во втората половина на 2016 година. Вредноста на овој проект изнесува 66 милиони евра. Проект реконструкција на 110 киловатниот далновод ТС Скопје 1, ТС Куманово 1. Проектот е во фаза на реализација, инаку вредноста на овој проект е 1 милион евра. Проект градиме 145 училишни сали. На страна 271 од изборната програма на ВМРО ДПМН предвидено е изградба на спортска сала во основно училиште во Куманово. Но рокот за реализација на овој проект е 2018 година, со соодветна динамика од 10 до 15 спортски сали годишно. Во рамките на проектот се изградени вкупно 47 училишни спортски сали, за кои се инвестирани 1,4 милиарди денари или околу 23 милиони евра, со што се подобрени условите за спорт и рекреација на околу 40.000 ученици ширум Македонија. Вкупно изградени се 82 спортски сали, вклучително и тие на Агенцијата за млади и спорт, а две од нив и во нашиот град. Проект санација и реконструкција на постојните станици за пречистување на отпадни води во Република Македонија. На страна 369 од изборната програма стои дека рок на реализација на овој проект е 2018 година. На пресконференцијата Петрушевски посочи дека ВМРО ДПМН е првата партија во Македонија која воведе програма дефинирана со прецизни рокови и финансиски средства. На конференцијата беше подлечено од и владата на ВМРО ДПМН е првата во историјата на државата која ги реализира проектите од својата програма, согласно роковите и динамиката. На пресконференцијата од ВМРО ДПМН ги обвинија СДСМ дека ја замајуваат кумановската јавност со лаги и невистини, наведувајќи дека не се реализирани проекти кои се во фаза на реализација или пак чија реализација е предвидена за наредните години, што според ВМРО ДПМН е својствено за СДСМ. Оттаму додадоа дека постојано ќе ја информираат кумановската јавност за ветените и нереализираните проекти на Дамјановски. На пресконференцијата тие пуштија дел од видеоматеријал во кој тогашниот кандидат, а сегашен градоначалник ветува изградба на индустријска зона во Речица. За нашата идеја за отворање на индустријска зона во атровот на Речица, во кој ќе има негде околу 60 парцели, каде општината го менаџира тоа земјиште и каде има проект за натамошно уредување, значи патна инфраструктура, комунална инфраструктура. Нашата главна цел во нашата програма е економскиот развој, бидејќи не е локалната самоуправа само да ги гради инфраструктурните проблеми на граѓаните, без да направиме подем и услови за економски развој, немаме среќен и горд индустријски граѓани на Куманово. Зошто? Поради вашата негрижа и неспособност Куманово да биде хендикепирано во погледот на странските инвестиции, токму во периодот кога во Република Македонија секојдневно се отвораат нови фабрики во технолошко-индустријските развојни зони. Ќе понесете ли каква било одговорност за вашите неуспеси како еден од најлошите градоначалници во Република Македонија? Почитувани сограѓани, вие не заслужувате ваков третман.
Куманово не заслужува ваков градоначелник. Од ВМРО ДПМН е праша каде е ветената зона со 60.000 метри квадратни во близина на автопатот со решена инфраструктура која требаше да привлече 60 инвеститори, а кои треба да обезбедат од 2.500 до 3.000 вработувања.